Може би сте слушнале за Илија, за свети Илија, за Илија громовникот. Ми се чини како да е херој кој излегува од страниците на Стариот Завет. Но во Библијата нема суперхерои, освен се разбира Бог, кој е многу повеќе отколку само суперхерој. Во главата, што и претходи на 18-та глава од првата книга на Царевите, читаме за Илија дека тој е Илија, тишбеец од галатските жители. Интересно, зошто се споменува неговото потекло? Од ова за кое читаме е историски настан, сместен во време и географско место, а не бајка. Тоа за што ќе зборуваме е вистина. Текстот од прва книга на Царевите, 18-та глава, од 17-тиот стих натаму не е текст кој добро се вклопува во денешнината. Или, како што рекол еден автор, ова е расказ фокусиран на монотеизмот како вистина, која завршува со колеж на оние кои го отфрлаат вистинскиот жив Бог. Ако сме искрени, таа бруталност ни пречи, па бараме начин некако да ја скриеме. Еден човек, Адам Хамилтон, писател и пастор на една од најголемите деноминации во САД, пред неколку години напиша книга во која вели дека префинетите христијани на денешницата треба да ја гледаат Библијата како збир на различни текстови, кои треба да ги поделиме во три, тој така ги нарекува кофи. Едната кофа ќе ја наполниме со текстови кои никогаш не ја изразувале вистинската волја Божја. Втората кофа ги содржи текстовите кои некогаш ја изразувале Божјата волја, ама веќе не го прават тоа. А во третата кофа ќе бидат текстовите кои секогаш ја изразувале и секогаш ќе ја изразуваат Божјата вистинска волја. Или ако сакаме со наши зборови тоа да го кажеме, има текстови кои навистина, ама навистина не ми се допаѓаат, има текстови кои повеќето време не ми се допаѓаат, но има и текстови кои навистина ми се допаѓаат. Како например, дека Бог е љубов. За вистинските верници христијани целата Библија е на едно место. Ние читаме дека целата Библија е боговдахновена и е за наша поука, карање, утешување, поправање. Овој текст, значи, е инспириран од Бог, не е случајно во Библијата и има што да ни каже и нам денес. На почетокот на овој текст гледаме како царот Ахав се судира со Илија, а прашањето за кое дискутираате кој е виновен за проблемите во Израел. Во Израел има проблеми и писателот ни кажува јасно кои се тие. Во 16-та глава 29 до 34 стих пишува вака. Амвриевиот син Ахав стана цар над Израел во 38-та година од владеењето на царот Аса над Јудеја и Амвриевиот син Ахав царуваше во Самарија над Израел 22 години. И Амвриевиот син Ахав правеше зло пред очите на Господ повеќе од сите своји предходници. Не беше доволно тоа што западна во гребовите на Наватовиот син Јеровоам, туку си ја зеде за жена Језавела, ќерката на сидонскиот цар Едбал, и почна да му служи на Баал и да му се поклонува. И му подигна на Баал жртвеник во светилиштето на Баал, што го беше изградил во Самарија. Ахав подигна и Ашера, а направи и други злодела со кои го разневи Господ Бог Израелов повеќе од сите претходни израелски цареви. Ова е многу интересна изјава. Ако читате во Библијата и ги видите царевите пред Ахав, тие направија страшно многу лоши работи заради кои страдаше Израел. Например, работите тргнаа надолу од Соломон. Тој започна со многоженство, па почна се клања на туги богови. По него дојде Јеровоам во 12 глава 28 стих па натаму. Таму вели и царот направи 2 златни телиња и му рече на народот: не ви треба да одите во Јерусалим. Еве ги твоите богови Израеле кои те изведоа од египетската земја. Тој значи не само што стана идолопоклоник, туку славата што му припаѓаше на Бог им ја припиша на идоли кои ги направил сам. По него дојде царот Ровоам во 14 глава 24 стих. Се вели, во тоа време имаше и блудници што ги вршеа сите гнасоти на оние народи кои Господ ги беше прогонил од лицето на синовите на Израел. По него дојдаа други двајца, Надав и Баша, во прва книга Царства 15, за кои пишува дека исто така биле лоши како предците. И кога сега на сцената стапува Ахав, синот на Омри, ни се вели дека тој е полош од сите тие пред него. Слушнете го пак 31 стих. Не беше доволно тоа што тој западна во гревовите на Наватовиот син Јеровоам, туку си ја зеде жена Језавела, ќерката на сидонскиот цар Едбал, и почна да му служи на Баал и да му се поклонува.
Веројатно ова се случи од политички причини. Израел беше во опасност од феникијците, а Сидон беше еден од главните феникиски градови. И веројатно затоа израелците почнаа да склучуваат бракови меѓу цареви и идолопоклониците во Финикија за да имаат мир. Интересно е дека ниту тогаш, ниту подоцна во историјата, па се до ден денешен, такви политички бракови не успеале да донесат мир. Истовремено, треба да сме свесни дека во религијата на Ханаан, особено во Феникија, принцезите беа и свештенички на идолите. Значи, финикиска принцеза не беше само идолопоклоничка, туку и свештеничка. И Јахав сигурно беше свесна за тоа, а сепак реши да ги надмине сите предци во правењето зло и да се ожени со Језавела. И верувам дека забележате. Таткото на Језавела се вика Едбаал, име поврзано со главниот машки идол на ханаанците. Ако го читате Стариот Завет или историјата на религијата во Ханаан, ќе видите дека нивната религија беше поврзана со ритуалите на плодност. Затоа имаме машко божество Баал и женско божество. Затоа меѓу народот имало многу ритуали поврзани со плодноста, кои често вклучувале проституција. Израелците беа предупредени да немаат никаков дел во таквите ритуали. Може би е на место една куса забелешка тука. Единствената заштита од човечката сексуална необузданост низ целата човечка историја до денес ја дава само и исклучиво монотеизмот. Само монотеистичките општества не ја слават човечката репродукција како највисока форма на обожување. Се разбира, монотеизмот не е доволен. Потребно е следење на Божите заповеди во однос на човечката сексуалност. Ама, сепак, ако имате повеќе богови, имате поголем избор на морални опции. Затоа, например, ќе се сетат постарите кога почна хипи движењето. Хипиците се свртеа кон индиските религии. Многу богови, многу опции, многу слобода, барем така сметаа. А интересно е дека првата заповед е да немаш други богови освен мене. Не знам дали сте го слушнале зборот енотеизам. Од енос, теу, еден бог. Обожување на еден врховен бог, но при тоа не се негира постоењето или можното постоење на други пониски богови. Во ова да немаш други богови освен мене, Бог не вели, има многу богови, ама јас сум најголем од сите. Не, тој вели нема никого да го споредуваш со мене, оти таков некој не постои. Бог не е на врвот на некоја пирамида од богови. Тој е единствениот вистински Бог. За жал, изгледа дека израелците си го сместија Јахве на врвот од некоја многу божечка пирамида. За волја на вистината, многобожците сметаат дека нивното верување во многу богови е логично. Слушнав пред некоја година за едно движење во Грција на луѓе интелектуалци кои сакаат да го вратат многобожството во Грција како изворна религија на грците. Еден пријател дури ми покажа пред неколку години место на Олимп, каде таа група се обидела да изгради храм на Зевс. Јас не велам дека логиката е добра, ама сепак во монотеизмот има некоја, макар извртена логика. Еве како оди таа. Како може еден Бог да биде објаснување за се? Како може еден исти Бог да е објаснување за суша и за поплави? Како еден Бог може да ја објасни репродукцијата? Па велат тие, ти треба машки и женски Бог. Како можете со еден Бог да објасните добро и зло? Понатаму сега има толку многу луѓе кои се толку различни, со толку многу јазици и култури, што е логично да има многу богови. И така веќе доаѓаме до многу божество. Според Википедија, во Индија има каталогизирани над 33 милиони богови. Значи дека секоја група, мала или голема, ќе има свој бог. И тогаш се поставува едно логично прашање, зошто па секој поединец да нема свој бог? Всушност, а зошто пак да има само еден бог, кога можам да го имам и твојот бог, и богот на оној таму, и така натаму. И затоа апостолот Павле во дела во 17 глава, кога е во Атина, таму гледа многу богови, но и страв да не се заборави некој бог, па затоа и олтар на непознатиот бог, за да не се пропушти нешто или некој. Една предност на идолопоклонството е дека можеш твојот бог да го носиш со себе си. Ако некој те праша за твојот бог, можеш да го покажеш или да ја покажеш. Уште повеќе за идол не ти треба вера. Го гледаш. Можеш да го допреш, да го носиш со себе, можеш да покажеш дека му служиш. Бидејќи сите сакаме да служиме некој. Во Библијата читаме дека сме создадени со огромна потреба да го обожуваме тоа на кое му служиме. Па затоа луѓето носат храна и пијалок на камени богови идоли.
Сите можат да видат дека ти си направил нешто во служба на твојот Бог. Еве што му донесов на идолот, еве како се грижам за него. Кога ние, вистинските верници, го обожуваме Бог, не можеме да покажеме кој знае што. Знаете, во Библијата пишува дека треба да го обожуваме Бог во дух и вистина, оти Бог таткото сака така да биде обожува. И иако многобожството или политизмот имаат некои навидом предности, нивниот главен проблем е дека не се вистина. Ниту еден од таквите богови не може да исполни ветување. Зошто? Затоа што ниту еден кип или идол не ветил нешто самиот, туку оној кој го создава со некакво ветување. И за жал, тој пат води до вечна пропаст. Да се вратиме на Ахав и Илија. Кога Ахав се соочи со Илија, му рече дека тој е одговорен за неволите во Израелот. Во 18 глава 17 стих вели: ти ли си оној што му носи неволја на Израел? Илија ниту за миг не се двумеше да му одговори, тоа многу јасно. Вели 18 стих: тој му одговори: јас не му донесувам неволја на Израел, туку ти и татковиот дом твој, бидејќи ги презревте Господовите заповеди и врвите по вааловците. Зарем ова не е тоа што ни се случува денес на сите верни? Штом почнеме да зборуваме за вистината, за морал, за Божјото место во животот на човекот и општеството, луѓето почнуваат да се бунтуваат и да тврдат дека таквите како нас се виновни за проблемите во светот. Ние сме нетолерантни, ние сме ограничени, ние сме тврдоглави, ние сме причината за војните и немирите. И затоа прва книга Царство 18 глава е важен текст за нас денес. Прашањето е: ние ли сме виновни за проблемите во светот? Најбрз начин да те замрзат луѓето околу тебе е да укажеш на гревот. Најбрз начин да изгубиш популарност е да го проповедаш Словото. И затоа, за жал, денес нема многу места каде може да чуете проповед од Словото. И затоа тука сакам да ве охрабрам. Исус рече дека сме блажени ако не прогонуваат заради проповедање на праведноста. И ајде да не се плашиме, туку да кажеме како Илија: јас не му донесувам неволја на Израел, ти си тој што го прави тоа. И Илија продолжува: сега испрати и собери ги пред мене сиот Израел на гората Кармел и 450 тевалови пророци и 400 пророци на божицата Ашера, што се хранат од трпезата на Езавела. Тука Ахав е царот, ама пророкот го има авторитетот да нареди. И сега е спремен да се соочи со 450 пророци на Баал, плюс со уште 400 пророци на Ашера. И кога се собра, Илија пристапи кон сиот народ и рече: уште ли ќе куцате на двете колена? Ако Господ е Бог, врвете по него. Ако пак е Ваал, одете по него. А народот не му одговори ни збор. Каква срамота! Израелците се тетерават меѓу две мислења и не можат да се решат што е правилно. И забележете, од нив не се бара да се произнесат за некоја голема библиска тајна. Не се води дискусија за тоа како го разбираат Бог како тројство или дали на вистина Бог слуша и одговара. Прашањето е многу просто. Според нив, кој е Бог? Богот на Авраам, Исак и Јаков или Баал и Ашера? Пред Израел дава јасен предизвик. Ако Бог е Господ, следете го. Ако е Баал, следете го него. Ама донесете решение. Вие секако ќе му служите на едниот или другиот, ама ајде направете го тоа свесно. И пак тука доаѓаме до една основна логика на монотеизмот. Ако Бог е Бог, нема кој друг да следиш, што ти не постои друг. Ако пак е Баал, бирај кој Бог ќе го следиш. Но најголемата осуда во овој текст, според мене барем, е реченицата: а народот не му одговори ни збор. Занемеа. И ова е многу страшна работа. И тогаш Илија гласно го изнесе својот предлог. Нека ни дадат две телиња и нека си изберат едно теле и да го расечат и стават врз дрва на оган да не подпалуваат. Јас пак ќе го приготвам другото теле и ќе го ставам врз дрва и оган нема да подпалува. Тогаш повикајте го името на вашиот Бог. Јас пак ќе го повикам името на Господ мојот Бог. Оној Бог кој ќе одговори преку оган, тој е Бог. И сиот народ одговори и рече: добро, нека биде така. Пред тоа нема што да кажат, ама сега викат: окей, се согласуваме. Ајде да видиме кој е Бог. И сега во текстот доаѓаме до местото кое им е познато на мнозина. Место кое води до кулминација, до на финале. И слушате, бидејќи навистина е неверојатно. Од 25 до 29 стих: потоа им рече Илија на Вааловите пророци: изберете си едно теле и пригответе го вие најнапред, бидејќи сте многу, и повикајте го името на вашиот Бог и оган не подпалувајте.
И ете го зедаа телето што им беше дадено, го приготви и го повикуваа името на Баал од утрина до пладне велики: Баале, слушни не. Но немаше ни глас, ни одговор. И тие скокаа пред жртвеникот што го беа направили. По пладнето Илија почна да им се подсмева и велеше: викајте посилно, зашто тој Бог може би се замислил или е зафатен со нешто. Или е на пат, а може би испие, па така ги се разбуди. И тие почнаа да викаат гласно и според обичајот свој да се бодат со ножеви и копја, така што крв течеше од нив. Мина пладне, а тие се уште беснеја токму до вечерното принесување на жртва. Но не се слушна никаков глас, ниту одговор или одек. И пак се соочуваме со нешто интересно, кога ќе размислиме за таа желба што човекот го има во врска со религијата. Има разлика помеѓу Бог кој зборува и оној Бог што можеш да го видиш. Се до доаѓањето на Исус, никој никогаш не го имаше видено Бог во тело. Ама Израел и народите можеа да го слушнат тој Бог. Го слушаа неговиот глас, му одговара, му се молеа и тој им одговараше на молитвите, ги услишуваше. Ама ханаанците, Ахав, Језабела, плюс сите тие следбеници на Баал можеа да се ги гледаат боговите во секое време. Ама ниту еднаш не можеа да им го слушнат гласот. И сакам тука пак да ве подсетам дека во Словото читаме оти верата доаѓа од слушање, а слушањето од Словото Божје. Се спасуваме оти го слушаме Божјиот глас. Ние оти го гледаме тој Бог пред нас. Вистина, пак ќе кажам дека Јован вели за Исус: и ја видовме неговата слава, слава како на единороден од таткото. Ама денес го слушаме неговиот глас од Библијата. Кога ништо не се случува, Илија почнува да им се подсмева на пророците. Ова им е омилен дел на мнозина, па и на мене, ако сакам да признам. И тој подсмев, верувам, ги натера израелците и пророците да се замислат. Слушајте што вели. Првото нешто вика: викајте посилно, зашто тој Бог може би се замислил. Замисли си го твојот Бог кон кого викаш да се занесол во размислување. Толку многу е занесен што не гледа и не слуша ништо што му велиш. Хајде, што е толку тоа големо што може да го замисли Бог? Нешто тешко, длабоко, не знае што да прави, па се мисли: фала многу. Таков Бог не сакам. Или вели е зафатен со нешто. Буквалниот хеврејски значи може би отишол да се олесни. И сакам да се обидете да сватите колку е мудро подбуцнување. Ако твојот Бог јаде, ако го храниш, ако му принесуваш храна, мора некако да се испразни. Ако сакаш Бог со физички карактеристики, некој на кој му треба јадење, на таквиот му треба и веце. Или пак вика: Илија е на пат. Се сеќавате што реков на почетокот: ако си направиш Бог, можеш да го носиш со себе. Па може би некој го земал на пат и Баал веќе не е во Израел. Чекајте го вашиот Бог да се врати од пат, па да видиме што ќе смисли. Илија вели: а може би испие, па така ќе се разбуди. Браво! Илија знае како да ги нагласи најважните работи. А јас сакам тука да ве подсетам на Псалм 121:3, каде што псалмистот вели: тој се мисли на Бог, нема да дозволи да се помести ногата твоја, нема да задреме оној кој те пази. Единствениот вистински Бог не е само на едно место. Не јаде, не оди во веце, не се замислува и не спие. И еве како тоа убаво го кажува апостолот Павле во Дела 17 глава, таму 24 и 25. Бог кој го создаде светов и се што е во него. Тој кој е Господ на небото и земјата не живее во ракотворени храмови, ниту пак прима служба од човечки раце како да има потреба од нешто. Но сам на сите им дава живот, и здив, и се. И како што ова соочување продолжува во текстот, прочитавме дека тие почнаа да се сечат и бодат со ножеви и копја, па почнаа да крварат. Секој од вас кој малку слушнал од Библијата знае дека таму пишува и без пролемање на крв нема простување на гревовите. Вака или онака, крв мора да се пролее. Во овој случај сепак, крвта на свештениците на Баал се пролева не за простување на гревовите. Оти не може да го очекуваат тоа, туку барем да му го привлече вниманието на Богот, да го умилостиват, да проговори. Повторно, каква лудост да му служиш на Бог кој бара да крвариш, за можеби да ти одговори. Не треба многу ум да се спореди ова со жртвата која самиот Бог во Исус ја направи за нас. Ние не крвариме за него, туку тој ја пролеа својата крв за нас. Текстот продолжува и вели: и тие почнаа да викаат гласно и беснеја. Немаше глас, никој не одговори, никој не обрна внимание. Пак ја гледаме таа разлика меѓу гледање и слушање. Ако сакаш да си го видиш Богот, нема да го слушнеш. Идолот го гледаш, живиот Бог зборува. Дарот на откровението пак е основата на нашата проповед. Еден баптистички
теолог, вели, ако Бог сакаше да ни се открие во слика, проповедањето ќе беше само покажување слики. Наместо тоа, црквата е устата на Бог, каде што проповедникот го проповеда Словото, бидејќи тогаш Бог зборува. Што е тоа што проповеда за Бог? Божјото Слово, Библијата. Јас немам проблем со уметноста во цркви, во храмови, ама таа сама по себе нема да проповеда ако нема изговорен збор. И сега доаѓаме таму каде што Илија почва да му проповеда на Израел, од 30 до 35 стих. Тогаш Илија му рече на сиот народ, приближете се до мене. И сиот народ се приближи до него. Тој пак го подигна урнатиот жртвеник Господов. Изеде Илија 12 камења, токму колку што е бројот на племињата на синовите на Јаков, кому Господ му беше рекол вака, Израел ќе биде твоето име. И изгради од тие камења жртвеник во името на Господ, а околу жртвеникот направи опкоп, што собираше 2 сеи зрна за да се посеат. И постави дрва врз жртвеникот. Го расече телето, го стави врз дрвата, па рече: наполнете 4 ведра вода и поливајте ја жртвата се паленици и дрвата. И направија така. Потоа рече повторете и тие повторија. Тогаш рече направете го тоа по трет пат и тие го направија по трет пат. И водата се разлива околу жртвеникот, а окопот се наполни со вода. И тој продолжи: Господи Боже Аврамов, Исаков и Израелов, чуј ме Господи, чуј ме денес во огнот. Нека познаат денес овие луѓе дека си ти единствен Бог во Израел и дека јас сум твој слуга и дека изврши се според твоето слово. Чуј ме Господи, чуј. Нека познае овој народ дека ти Господи си Бог и ти ќе го свртиш срцето нивно. Забележете, не зборува за некаков Бог, туку за Богот на заветот, Богот на Авраам, Исак и Јаков. Тој многу јасно кажува на кого му служи. Чуј ме Господи, вели, го повторува тоа 3 пати. А што да чујат? Дека ти Господи си Бог. Тоа е молитвата на секој кога проповеда. Мојата молитва, да го кажам, Божиот збор. И Илија пред целиот Израел објаснува како треба да се обожува Бог. И пак ги потсетува на заветот, гледате. Со градење на жртвеникот, тој сака да нагласи дека Бог е Бог, дека тој е негов слуга и дека направи се според неговата воља. И желбата е луѓето да разберат дека Господ е Бог и да се вратат кај него. И текстот вели понатаму: и оган Господов падна и ја изеде се паленицата и дрвата и камењата и земјата и ја голтна водата што беше во окопот. Кога го виде тоа, сиот народ падна ничком и рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Ке се сетите, народот се соочи со Илија со молчење. Па кажа: добар план, и на крајот доаѓа до тоа: Господ е Бог. Јас верувам дека мнозина од нас ке сакаат да кажат: и јас сакам да сум како Илија, да проповедам како Илија, да имам неговата сила и така натаму. Ама ако продолжите во 19 глава, Илија бега и се крие од Језавел. Сета негова супер моќ, ако сакате, одеднаш ја снемува. Побегна на планината Хорив, на која слушна тивок глас од Господа. И ова, верувам, е слика на служењето на секој од нас и на нашиот христијански живот. Во служењето, во нашиот христијански живот имаме помалку искуства како на Кармел, повеќе како на Хорев. И затоа ајде да сме честни на двете планини. Кога е радост и победа, нека биде така. Кога се чувствуваме очајно, да признаеме за тоа пред Бог исто така, бидејќи тој секако знае како се чувствува. И да завршам со нешто на кратко. Последниот збор за Илија доаѓа во Јаков 5 глава 17 и 18 стих, во Новиот Завет. Илија беше човек смртен како и ние, и со молитва му се помоли на Бога да нема дожд и не падна дожд на земјата 3 години и 6 месеци. И пак се помоли, па небото даде дожд и земјата го даде својот плод. Апостолот Јаков вели дека Илија беше човек како нас, ама не беше обичен човек. Ако Бог повика некого да служи, ако Бог тебе те повика да служиш, ти веќе не си обичен, ама сепак остануваш човек. Илија беше човек со природа како нашата. Не беше супер херој на Кармел и супер кукавица на Хорив. И самиот апостол Павле вели во 2 Коринќаните 4:7, но таа ризница ја носиме во глинени садови, па преизобилната сила да биде од Бога, а не од нас. Славата е за Бог, не е за нас. Ајде да завршам со еден предизвик. Сакаш ли да правиш проблеми во Израел? Или во нашиот случај, сакаш ли да правиш проблеми во Македонија? Ние нема да бараме белја. Таа ќе не најде самата. Ако го исповедаш и го проповедаш Словото, сигурно некој ќе се најде да ти каже дека си белјачија. Прашањето е дали сме спремни да не викаат како сакаат, ама да не направиме компромис со вистината.